биле во оваа зграда? Никој не бил? Кој има дома компјутер да видам? Нема никој. Дали знаете што е тоа интернет? Не знаете? Нешто каде што може вие да се подпишувате со некој. Тоа се случува, не? Не знаете стварно? Може муаве да се правите со некој? Не знаете уште? Може цртани филмови да гледате? Музика да слушате? Не може да правите, да запознавате нови другарчиња, да се сакате и за сакање го бива. Сакате да видиме што интернет се научите повеќе? Сите по мене право влегуваме во оваа зграда. Сега ќе дојдеме на четврти спрат тука, по мене. Овде се наоѓа таа фирма, што сакам да ви кажам. Ова ни е домакинката, здраво. Добар ден, Вечиња да ви ја представам, ова е Бека, она ќе ни биде домаќин денеска на снимањето, да и кажеме здраво. Здраво, дичиња, колку сте денеска благодатирани? Дали знаете ви кога сте на гости? Не! А сакате да знаете? Да! Ова е Македонија на онлайн. Интернет сервис провайдер. Знаете што е тоа? Не! Ќе учиме нешто повеќе за интернет? Да! За компјутери? Да! Се ви интересира? Знам дека се ви интересира, затоа и денеска дојавме тука. Може сега да влеземе одма? Повелете. Ајде да ги нападнеме Македонија онлайн. Сипте во напред, брзо! Кажеме здраво. Здраво! Тој дечко се вика Мисо. Така беше? Да, или Александар. Поздравете ме, Александар. Здраво, Александар! Он ќе ви објасни што е за интернет. Си што сакате да го прашате, ќе го прашате Александар. Така се, значи ќе ве прашам прво, знаете ли вие нешто за интернет? Не! А за компјутерите? Не! Помалку знаете, нели? Да! Компјутери сте виделе. Некој од вас има дома, некој видел на работа, кај таткото, кај мајката. Така, меѓутоа, сега ќе ви објаснам за интернетот што значи. Интернетот ви е поврзување на сите компјутери, дали тие што ви се дома, дали тие што се на работа. Значи на поврзување меѓусебно меѓу нив. Значи, вашиот компјутер може да биде поврзан со компјутерот во Америка, компјутерот во Германија. Значи, сите се поврзани во една мрежа. Со чип компјутер јас да прашам, во Африка на пример. Со чип. Треба да го познавам тој човек или не? Не. Доволно да ја познаваш адресата негова, значи секој си има собствена адреса по која е определен човек. Самата мрежа ви дава големи можности. Значи да пребаруваат информации, да добиват информации од цел свет, значи од весници, да добивате сликички, да играте игри, да гледате филмови, да гледате ТВ на крај крај. Цртани филмови? Цртани секако, да. Што е најинтересно, секоја позната емисија детска си има свој собствен сајт. Така и оваа супер звездичка има собствен сајт, ние подоцна ќе го разгледаме, ќе го видиме и на него има сите овие познати хитчиња ваши што ги знаете и ќе ги преслушаме, нели? Може? Може? Договорено? Сега овде гледате разни работи, ако некој сака нешто да праша, слободно нека праша. Што го интересира, све, додека ни е Мисо тука. Така, повели? Значи, зашто се овие работи овдека на него? Оваа опрема е потребна за да работи комплетниот интернет центар на нашата фирма. Ние сме провайдер, тој збор е нов кај нас. Тоа значи да овозможиме интернет на секого дома. Тоа значи, тоа од англиски доаѓа зборот и оваа опрема е потребна за функција на интернетот воопшто. Може ли јас да прашам? Од каде го носите ви интернетот и како го носите? Интернетот ние го носиме, нели, во наводници или се поврзуваме со светот со помош на кабли или сателитски врски. Значи, тоа е начинот како ние се поврзуваме. Иначе поврзувањето на секој од вас дома кон нас е со помош на тие така наречени модеми или преку телефонска линија. Значи, секој од вас може да се поврзе кај нас, а кој ќе се поврзете кај нас, се го гледате целиот свет. Буквално на длан, исто како да ви е пред вас. Вистина? Да. А тоа какво е поврзување? Јас звонам по телефонот некаде? Да, секој врти на нашиот број. Врти на нашиот број. Тука, оваа
поврзате, значи да станете дел од светот и да побарате што сакате. Песничка, видео, филм, било што. Све е тоа да допатна вашата работа. Така, друго што ве интересира? Слободно прашање. Апсолутно. Може да видите Чичко Буран што прави? А Чичко Буран работи на компјутерот. Ајде да видиме што работи Чичко Буран сега. Кажете го што работи на компјутерот Чичко. Браво. Има еден огромен избор на адреси, каде што можеме да постапиме и да побараме било каква информација. За пример, еве страната на Дизни. Ева стварно страната на Дизни, аплауз одма. Аплауз. Значи, ние од овдека вака на овој начин ги најдовме сега Дизни и можеме да им пратиме, например, писмо. Што да им кажеме о писмото? Дека го сакаме Мики Маус. И го поздравуваме Паја Патак. Што да им кажеме? Сите, значи, ги сакаме. Не само Мики Маус. Браво, одлично, може, да. И како ви се пратило сега писмо, значи? Ако јас сега седнам од свој компјутер? Брзо да побараме да видиме каде е супер звезда. Што е ова сега овдека вака да прашам? Аплауз, аплауз. Вака ќе изгледа новиот вебсайт на Супер Звезда. Ние имаме еден старт што го гледаат сите, ама ова е веќе дизајнот за новиот, да им покажам се на гледачите, значи на интернет од цел свет може да не гледаат. И сега што правиме, кликаме на звездата и влегуваме во новата страна. Е, сега една од работите што ги имаме на новиот наш вебсайт на Супер Звезда се слики од многу места каде што бевме со Супер Звезда. Еве, например, да видиме каде сме биле, кој е овој Чичко? Значи е оно кога бевме кај поранешниот председател, така? Еве да видиме анкета. Значи јас кога кликам анкета по улица, вака изгледа, така, и вие ова не го знаете, нели? Еве за да може гледачите све да видат. Еве, например, еден сончев ден во Маврово. Еве, гледате како? Кога бевме таму, колку убаво се поминавме. Сега ги покажам уште некоја интересна слика, дали го знаете овој овдека кој е? Гаго е? Ете го Гаго, го видовме него на интернет, значи. Да видиме сега мамо, докторот и сестрата. Кога бевме кај бебињата во болница Чај. Така, а кај се бебињата? Тука се? Ајде да ги видиме бебињата да ги побараме. Ова бебе многу плачеше и така се вика следната слика. Бебето што многу плаче. Стварно многу плаче, нели? Ајде ги видиме, сакате и други слики да видиме? Сакате да видите Сара кога болеше зад? Еве каде го поправаат за ово. Све тоа на интернет. Да видиме сега понатаму. Да видиме што ќе видиме. Сакате да видите кога бевме пожарникари? Ајде да видиме. Еве сме право со пожарникарите, цистерната позади. Знаете кој го возеше камионот тој да? Еве, цистерната која возеше тој да. Таа нашата другарка. Браво, се одиме понатаму да видиме и други слики. Те ви интересира? Во Макдоналдс? Еве, кога не пречекаа сите насмеани. А како беше журката во Макдоналдс? Еве, гледате. Опа, текнува. Браво. Еве, ја ти изломи тогаш не беше. Еве, сега ќе видиш како било овдека на интернет све можеш да научиш. Мајмунот Клина што прави? Ладно ли му е? Ево, мајмунот Клина на ладно, го донесов него. Да, донесовме во Маврово. Еве, кога си игравме сите, и мајмунот Клина тука заедно со нас. Ете, гледате, све, значи што може и што не може да се замислите има на интернет. А ова каде? Италијанската база квори хеликоптерот да пачи во позадина, така? Значи, ете, драги дечиња, да видите што све може да има на интернет. Еве да видите кога бевме уште една убава слика, многу интересна. Шимпанзото од зоолошка градина, како не гледаше позади решетки. Значи, све може да има на интернет.
супер звезда работи, за да има многу убав вебсайт, за да можат сите наши другарчиња, значи не само што се во Македонија, дури од цел свет, да видат што правиме, каде одиме ние, какви прошетки имаме, а и тоа што денеска сме тука на оваа прошетка ќе го ставиме на интернет. Може? Аплауз за Македонија онлайн на Инфолен. И сега одиме пак да видиме какви интересни работи има од овде други. Може? Дали сме задоволни сега од дека? Сакате вие да учите сега малку интернет, учиме да динаме? Ајде, побилете. Значи ќе научиме таму. Ќе научиме сигурно. Брзо научиме. У школа да не е страшно оценки ставате. Не става оценки. Фала Богу, одиме од. Сите ли се имате компјутер? Јасно ли е што треба да работите? Ајде вие слободно се работите, а јас ви покажам и на гледачите да знаат они што правиме. Гледачи. Тука сега, например, еве супер звезда се разгледува сајтот, и тука се разгледува и супер звезда сајтот. Овдека се Ирца, знаеш ли Ирцаш? Што кога те научија, така? Еве се допишува со кого, се некој машко или женско? Некој машко ја гледаш од Скопје. И вие Ирцата тука? Браво, ја да гледачи си Ирца на овој компјутер, да име на овој компјутер што се прави, вие што правите? Они се спремаат сега ќе почнат они со работа. И овдека што правите да видам? А они почнаа со допишување, сега сте на ја погледам, така? Добро, одиме понатаму. Вие што правите? И вие Мирцата? Браво, колку убав, сакате Мирцата? Таму запознавате нови другарчиња, вие што правите? Кај Тарзан одидовте? Браво, ајде да правиме журка сега. Throw it out. Throw it out. Throw it out. Throw it out. Убаво ли се забавувавте? Да! Научите интересни работи? Да! Кој не научи да видам јас да работи на интернет? Немаме такви? Аплауз, браво! Па вие сте ги паметни и убави и вредни и затоа научите одмah. Интернет е многу лесно да се научи, е лесно? Да. Вие мене научите вреден, така беше, браво, молодец. Се, им праќавме писма, значи, гледавме стикичи, гледавме филмови, да ги видовме и на Јанко бевме таму, го видовме све, нема што не видовме, ништо не пропуштивме. Дали е доста сучење сега? Да! Никој не ќе више научи, готово? Не! Може журка, забава и пиење, сокчини и лопање? Одиме на лопачка, Дали сте задоволни со нашето гостопримство? Апсолутно. И јас многу ви благодарам што бевте наши гости денеска. Се надевам пак ќе се видиме. Дали ќе ми бидете повторно на гости? Ќе учиме повторно од интернет? Да. Па нели веќе научивме нешто? Да. Ќе почне да се забавуваме? Да. Еве Александар ќе ви подели мала репрезентација како спомена нас. За повторно да ни дојдете. Ова се календарчиња. Си го несете дома. Ева како излети ги. Ајде да Throw it out. Може и по три може? Throw it out.
Program. 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 Program.